Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24, вие јас Исо Мухич, а на некој начин продолжуваме таму каде што ја завршивме нашата денешна средба во рамки на емисијата во тек, иако не беше тоа, барем не директна тема, не беше ни спомнато директно, но посредно во рамки на темите, а всушност еве се надобрзуваме токму на она што се случува во Бугарија, а имено тоа е по 8 изборни циклуси за 5 години и очекувања или поточно неизвестност како ќе помине и сега, дали овој ќе биде 9 изборен циклус кој на некој начин ќе ја остави во недефинирана состојба по однос на влада Бугарија. Имаме една ударна голема победа, коалицијата Прогресивна Бугарија на поранешниот председател Румен Радев, а сега пак кандидат за премиер, е неоспорен победник на овие избори, ќе има мнозинство од најмалку 121 глас, после изгледа и повеќе. И ова е всушност прв пат во речиси 3 децении. Значи, може слободно да се каже дека ова е победа на една партија, на партија во една генерација, па и во повеќе, 2 генерации, која оствари ваква победа, односно да има мнозинство. Последниот пат тоа се случи во 97-та година, тогаш победи Иван Костов со коалицијата Обединети демократски сили. И овој резултат на коалицијата Прогресивна Бугарија всушност и дава комоција да нема потреба да се потпира, односно да коалицира со друг партнер, иако ова него ниту исклучи Радев, евентуалното коалицирање со некоја проевропска група или со помала партија. И сега доаѓаме токму до онаа поента што ќе значи сето ова. Пред се дали ќе донесе стабилизирање во самата Бугарија со оглед на тоа што, како што спомнав, по 8 изборни циклуси за 5 години, а и вакво мнозинство практично 30 години, да дојдеме до една ситуација во која може да дискутираме дали ќе се стави крај на токму нестабилноста во политичка смисла во Бугарија. Оваа нестабилност и практично пролизгување, вртење во место, имајќи ги предвид тие 8 избори за 5 години. 5 години помина, а еве дури сега. Но на некој начин како сето тоа да беше еден вид загревање, затоа што е неверојатен резултатот кој, особено имајќи го предвид тоа шлајфување, ако може така да се каже, сега даде ваков резултат. Но второ, освен значи евентуалните очекувања за завршување или влегување во стабилни води на политички план на Бугарија, дали можеме да очекуваме дека оваа политичка промена ќе донесе промена и во односот кон Македонија, и ако да, каква промена би била таа, имајќи предвид дека Радев го знаеме, но го знаеме како председател, а сега би бил премиер. Освен што е поранешно војно лице, пилот, тој е и евроскептик. Од позиција на председател на Бугарија се спротивставуваше на воената поддршка за Украина против Москва. Значи, на некој начин токму тоа е еден од неговите понатаму клучни моменти кои пак отвораат и можност за
загриженост на ЕУ, но и Македонија тука во тој контекст е и тоа како битна, а тоа е токму тоа инсистирање на прагматични односи со Москва. Радев се повлече од председателската функција во јануари, а се кандидираше на парламентарните избори по оние масовни протести во декември минатата година, кои ја примораа, може така да се каже, предходната влада да поднесе оставка. И сега, значи, ете, тоа се три, може да се каже, оние циклични кругови. Првиот е како ќе се одрази внатре во Бугарија, а понатаму како се шират тие кругови, оној втор круг, како би се одразило на Македонија, како што кажав, но и воопшто односите со Европската Унија, во која секако и Македонија е тука, имајќи предвид дека ЕУ некако, може да се каже, гледа со известна нелагодност по резултатите на парламентарните избори кои го покажа овој резултат. И очигледно по јасната ситуација дека Радев е на чекор од преземање на извршната власт. Во европските институции тоа генерално се доживува како политички земјотрес, може да се каже. А од дипломатски избори во Брисел и не се крие и загриженоста, да не кажам и страв, дека Бугарија би можела да стане уште една членка на ЕУ која систематски би ги блокирала заедничките одлуки на ЕУ. На некој начин правејќи проблеми не само на ЕУ, туку и поставувајќи го прашањето за системот на функционирањето на ЕУ, а тоа особено во врска со Русија и Украина. И конечно, значи, во тој контекст на односите со ЕУ, клучните причини за загриженост се спротивставувањето, односно пристапот на Радев кој е против воена помош на Украина. Второ, неговиот однос кон санкциите за Русија. Трето, она еве што го спомнав, а тоа е токму тоа инсистирање на прагматични односи со Москва, иако тој вели дека иако коалицира, а и независно од коалицирање, дека ќе го следи проевропскиот пат или дека ќе коалицира со проевропски партии, сепак тој апсолутно не ја исклучува можноста за соработка. Во овој случај тоа е и тоа како сериозно се доживува во ЕУ, имајќи предвид дека практично и какво и да е коментирање, воопшто трауматски се доживува, а камоли и да речеме отворена најава дека би се имал по-прагматичен пристап за известна соработка. И последниот момент, тој негов барем досега скептицизам кон понатамошната интеграција на ЕУ политиките во регионот. Тоа е оној момент кој нас би не интересирала, особено во светлото на односите или блокадата која ја имаме. Значи, не само Македонија, туку воопшто неговиот став кон проширувањето, интеграцијата на ЕУ регионална, вклучително, значи, Западен Балкан. 60-91, 924, 925, еве да почнеме кој ни е прв, повелете. Добар ден. Добар ден, дали имаме некого, повелете? Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Ева Каисо. Да, кажете. Прво да ги поздравам на сите јазици, може луѓево. Повелете, да, ете. Мердита, Сајбајрула, добар ден, луѓе. Вака, имам едни планови да ги проведам и да го завртам точно на местото каде што се случиле сите работи едно време. Се случуваат и ден-дене. И да не се централите, да се сопрат тие атомски централи, зашто приземлената струја ја крши Карпата. И тоа ли сакате да го доживеете? Гледате дека тоа ќе се уништи светот со таа струја. Кога не знаете да ја одзимате струјата. Еве ми дава дозање дека немам кредит, а може цијанидните работи и сите други отпадни материи да ги претворам во тврдата материја
и пак да не копаме многу и цел космос е тука. Кој има срце нека се јави, нека каже повеќе. Зошто кредитот ми отиде и предупредување имаше црвен аларм и на крајот нема ни црвено, ни црно, ни жолто. Тога Добро, така. Ви благодарам, ве поздравувам, повелете добар ден. Ало, Да, повелете. почитувам водител Дивен. Поздрав, повелете, да. Како прво ќе ви кажам за нашата председателка Гордата Гордена и се скратува една можност да го има во преградка Румен Радев. Се сеќавате на она како да кажам, без авторитет слика која замална со раката во Софија, да го гушне. Ме држи си дистанца, бе. Да ме види авторитет. Толку за тоа. Втора, почитам водител лично како Диме, личност према личност. Радев го почитувам, значи, прво како воен пилот, а второ, го почитувам неговиот висок чин. Зборан, личност, ми разбирате? Да, професионално во она што бил, да. Да. Сега. Не политички, не зборуваме политички, не значи како. Така, да. Сега политички. Румен Радев со овие 120 гласа, што ќе ги добил, према нас ќе биде отворена рана, почитам водително. И никад нема да имаме ние договор со него. Прво и основно, он Мицковски како човек не го е сапил. Мало гајле е тоа. Ама зашто го кажувам ова? Затоа што во него нема да гледа партнер за соработка, него противник. И многу затоа што и му ги знае мислите на Мицковски во Турција со неговиот шура, нели, што му паја таму. А и второ, највеќе што ме плаши, ќе користи можноста за бугарските пасоши. Тоа бидете сигурен. Ако многу изгусне, он ќе иде и на таа карта. А ако го извади списокот, кој се има бугарски пасош од владаво од ДПМН, тогаш би му честитал и ќе сме на чисто кој се бугарофили, кој се македонци. Благодарам, здрав, жив, пријатно. Благодарам, поздрав до слушање, добар ден, повелете. Добар ден, господин Исо. Поздрав, почитување, добар ден. Благодарам, поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Радев, премиер, до сега брзо беше председател, премиер. Само да подсетам дека он беше дури против престанскиот договор. Кога грците, кога прифатија македонски народ, идентитет и јазик, и тоа беше против. Не го сакаше ни тоа. Сега како ќе делува тука Македонија, како ќе успее, мислам, тоа е голема пријатели се Албанија со Хрватска и со Бугарија се најголеми пријатели на Балканот. Така се смета, така го читам, така знам. И тоа како после тоа гледам дека во ситуација ние ќе почнеме да губиме и Албанија ќе има како противник во случаи. Така гледам јас, може би тоа погрешно, меѓутоа имам право на тоа што го пратам. Состојба што пратам, ќе изгубим дури поддршката од Албанија, ако примерно 30 ние нема. Далеко е тоа, меѓутоа многу лошо. Радев како политичар го знаеме. Сега да не одиме понатаму како ќе биде во Европска унија, како ќе се движи он со Европа, дали со Русија ти има некои контакти. Тоа малку е важно за наша држава за интеграција во Европска унија. Ние го изгубиме више времето. Држава, нашите политичари, со нивните политики, со некоја цврста, некоја таму не знам што патриотизам, некој друг, се изгуби патот и више готово. Кога возот замине, тешко другиот те го чекаш. Мислам дека многу тешко ќе биде Македонија да се интегрира во Европска унија. Дури и цел Балкан. Гледаш и Вучич има од Европска унија многу поплак имаат за состојбата во Србија. Гледаш човековите права, гледаш неговаат во медицинскиот факултет тепа. Така да и кај нас така ќе се случи. Блокирани им се и средства 1,5 милиарда. Тоа не мислам дека многу тешко, господин Исо, поздрав. Поздрав до вас до слушање, благодарам. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Жал ми е што се прекина, но токму да продолжиме затоа и на вас мислев кога почнавме да. На крајот од емисијата денеска, да. Повелете. Не е проблем. Тоа како дана нема многу да изгуби. Изгуби Пендаровски, на кого ќе вика љубави сега. Отиде љубовта у опозиција. А и брат му Назаев. И брат му Борисов исто изгуби Бајаги, значи.
Гордана нема што многу да изгуби. Околу Радев, сега Европска Унија тек изгледа ќе си има главоболка. Он во првите веќе изјави почна да соли памет на Европска Унија. Како треба да се води, почна да дели совети и се знае тој дека е руски човек. Тек сега ќе има проблем Европска Унија и тука јас ја гледам шансата наша. Иначе со било кој да е во Бугарија ние не можеме да се разбереме. Нема теорија, нема теоретски шанси да најдеме заеднички јазик. Таа е 200 годишна бугарска политика. Единствена шанса ние нас Европска Унија на некој начин да ги уцени, да ги блокира со некои средства, како што им направи на унгарците сега, за да го сменат Орбан, чисто за пари го сменија унгарците. Така е нешто и со Бугариве сега, да ги подуцени малце за некоја паричка, иначе ќе си има тешка главоболка. Тек сега ќе има руско влијание во Европска Унија, мислат од Орбан дека се спасија, ама го добија Орбан на квадрат. Така ми се чини според овие изјави што ги кажува. Биде ви поздравени се најдобро. Благодараме, поздравувам. Ете, тоа е и едно од прашањата, или како се доживува, гледам како пренесуваат некои западни медиуми, дали ЕУ го добива вториот Орбан, дали, помеѓу насловите, поранешниот воен пилот е новата карта на која Путин ќе игра во Брисел и, во таа смисла, дали победата на партијата на Радев ќе оди во насока на стабилизација или всушност сега Бугарија оди во насока на еден вид, како што се анализира под наводници тивок отпор. А резултат пак на таков отпор, токму како и ова со Унгарија, резултат беше, значи ЕУ не седи со скрстени раце, но тоа покажува дека не функционираат работите меѓу членките. Имено сега се ослободуваат оние 17-20 милиарди евра, колку веќе за Унгарија, кои беа блокирани. И тоа земја членка на ЕУ. Ајде, едно е за Србија, ова 1,5 милиарда евра, каде се многу помалку, но Србија не е воопшто членка. Но блокирани пари за земја членка, кои сега треба да се ослободат. Сега, како ќе се игра, значи, директно е, всушност, сте членки на тој еден клуб, седите на иста маса, а при тоа, практично одредени, може да се кажете, дисциплински санкции и така натаму се применуваат. Токму со тиете блокирање средства и слично, тоа покажува внатре дека не е се само да се седне на маса, туку и треба да се биде и таму унисон, едногласен, кој отстапува, а токму по неколкуте клучни моменти кои ги спомнав, кои се пак евентуална потенцијална загриженост за ЕУ. Спротивставувањето на воена помош за Украина, критиките по однос на санкции за Русија, односно противење, и до толку повеќе тој поотворен, затоа како што вели тој прагматични односи, практични значи, во полза на своја штета. Едно е дали имаме исти размислувања или различни по однос на одредена тема, а друго е прагматични односи. Со други зборови, ако има интерес за соработка со Русија, зошто да не? Тоа е, барем до сега генерално беше тој негов пристап, за разлика пак од ЕУ, воопшто каде што јасно е дека Русија има најголем број санкции, дури повеќе и од Иран и така натаму. И е навистина табу тема воопшто да се прави некаква паралела, а камоли да се спомнува прагматична, некои прагматични односи или евентуална соработка. Но и тој скептицизам за понатамошното проширување на ЕУ, односно
дополнителни услови кои би требале да бидат разгледани за понатамошното проширување. Повелете, добар ден. Нисо, Да, поздрав, се слушаме, повелете. така, браво. Убаво образложиш, али не слогата све тоа го прави, така? Молам, што пред? Не слогата. Контра, еден да иде, мислам, као фамилија да имаш еден. Аха, од добро, фамилијата добро, да ти да, кочи така, многу лошо е. добро. Али шом е сложно Европската унија, сите, мислам, сложно и Балканот да влезе, па ја мислам нема побаво тоа, еве, Радев. Бугарија многу ни удираат кочница. Да. Зашо самите, еве, граѓаните видовте каква имаше нашиот новинар таму што анкетираше. Братски народ треба да живееме сите, а не што викаат самите бугари многу добро живееме, јас сум по спортот заедно стално со балканските држави. Вика политиците ни го прават, а ние си живееме. Веруваш ли? Многу живееме. Секој недела мислам месец имаме турнири заеднички одржаваме ни цела Европа. Политиката е расипана, ја мислам еднаш треба да им дојде памет, сите е сложно и така ќе бидеме силни исо. Кај нас, еве, раководството е добро, за сега мислам Чиптера сложни да се коалицијата, Меджити е паметен човек, Димитриевски е паметен, Мицковски, значи нека продолжат да работат за доброто на сите граѓани, да не брзаме полека, ќе биде ќе си дојде све на место. Само контра кодошење да нема. Многу е важно. Поздрави со. Благодарам, поздрави до вас и ете, убаво е да се слушне, се види оптимизам, да се надеваме дека и ќе видиме и конкретни чекори во таа позитивна насока. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, добар ден. Се слушаме така. Да, одлично, повелете. Благодарам. Значи, вака ќе кажам сега. За нашиот обичен граѓанин, ова работа е виша политика или виша математика, знаеш. Сепак се работи за глобална политика, кој сака нека си рече. Тоа е моето длабоко убедување во однос на Јасно, би се согласил апсолутно, во контекст на ЕУ е ова прашање и пошироко. Да, види сега, како тоа за 5 години 8 пати не можат да изберат влада, така ли? Па да, сега Не е повеќе тоа од убедливо, значи тоа е некако... Абе не е случајно тоа. Или ќе правиш така, види во светот владеат тие што умеат, знаат и се способни. И сега покушава, никој не успева, али постигнате договор сигурен сум во тоа и дека сепак имаме некаков корис, само да искористиме. Радев е, по моја оценка, вака што гледам по телевизија, личност на возраст кој што е доволно способен и здрав, и разум и искуство, и дека тој, ако кажувал едно сега, али во однос на Европа, која ќе почнат преговорите, он нема да биде така контриран како што беше досега. Во таа позиција така се изборувал. Ама сега, директно сега треба да направи. Според тоа не очекувам. Зошто им го дадоа Шенгено? Случајно? А сега ти вика, бате, влегуваш во паричната зона. Сега мораш да работиш со нас. Ако не си со нас, кажи. Независно тоа што бил пилот ваму таму, битно е сега кај е човекот. Човекот се менува во текот на животот. Јас се надевам дека тој ќе биде во ред, ама треба и ние својот потез да го направиме. Доста со тој страв бугарите па. Абе наш имаме задача, ние со ЕУ имаме, немаме со Бугарија. Дај таму, еве ви господа, еве, ги уклучиме 2000 или 200.000 колку се, ќе бидат. Сега, ако почнете да правите беле, извинете, ама вие не лажете толку пати, сега не сакаме, така ли? Така да ме истече времето, за жал, ви благодарам, во секој случај поздравувам. Да, ние, ете, во право сте, велите, со ЕУ имаме, но работа на од друга страна, во исто време, билатералниот спор е пречка за да се преговара за ЕУ. Мислам да се отвораат тие кластери. И сега во таа насока, токму ете и Радев и досега, сега пак особено ја нагласува и потребата од нова стратегија за безбедноста во ЕУ, економскиот развој на ЕУ, но и она што кажав, стратегијата околу проширување и така натаму. Така што прашање е колку сега, а тоа е директно земја членка на ЕУ. Еве што кажав ти сега од годинава е и во Шенген системот, што значи дека е директно со право на глас. Благодарение на тоа право на глас и ја овозможу и ја има приликата за ставање вето. Односно да не блокира нас или воопшто да блокира кого и да е.
но и да дава, гледате, или да укажува. Слично како што имавме со претходникот Орбан. По однос, значи, на разноликост на мислењата. Но ете, разноликоста на мислењата во Унгарија резултираше со блокирање на средства. Па сега ќе им ги ослободуваат. Така што, ете, се поставува прашањето токму и околу самата таа политика на ЕУ, што сакаат и тие. Кога не им одговара нешто, тогаш гледате блокираат. Тие 20 милиарди евра беа блокирани за Унгарија. Од друга страна, кога одговара нешто, тогаш пак имаат аргумент за тоа што им оди во прилог. Како сега ете, прашањето е да, колку политиката на Радев ќе биде во согласност со ЕУ и доколку не е, како ЕУ ќе реагира на тоа. И каде сме ние во сето тоа. Добар ден, повелете. Добар ден и почит. Да, исто така, поздрав, почит до вас, повелете. Господи Нишо, јас ќе употребам еден збор на бабата моја покојната, што велеше, ние сме ни води, ни терај. Ова го кажувам заради тоа што на некои мои соговорници, дури беше Орбан проруски, им чинеше и Орбан и Русија. А сега кога е проруси ориентиран Радев, па не им чини ни Радев ни Русија, туку Европа им чини. Тоа е ни води, ни терај. Инаку, македонските србомани, потомците на соработниците на УДБА се најголемите виновници за влошените односи со Бугарија. Најголемиот дел од моите соговорници чувствувам дека се симпатизери на тие структури. Ке пукнат од мака во случајот. Настојуваат да го обликуваат идентитетот на македонците према нивните желби да од македонците направат антибугари. А што не одговара на историската вистина? Во илинденскиот период немаше доброволец предок на денешните вучичевци, ама ни еден немаше. Туку ВМРО се бореше против српската армија и гркоманите, а сега тие истата господа, знаејќи го добро македонскиот јазик, пак се прават уште најголеми македонци. Што ако за нивна среќа или несреќа прорускиот Радев се зближи со Вучич, па се откријат архивите во Белград за историското ВМРО? Так, истече времето, ви благодарам. Ве поздравувам. Добар ден, повелете. Ало? Да, поздрав до вас, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Абе, му се чудам на овој пријател во подресен со факултете, ама толку да биде заборавен дека неговиот Мицковски застана позади ГЕРБ и позади Бојко Борисов за овие избори, па тоа не можам да го сварам. Гледам се смее на Заев и на Филипже, а неговиот јавно го подржа на Бојко Борисов. Ама тоа ти е, знаеш на моја филозофија за работа. Знаеш, наша работа избори во Бугарија како искочија. За нас, македонците, Македонија. Посакала шута рогови, останала без уши. Тоа нас не се случи сега. Зошто го кажувам ова? Шенген в Бугарија влезе, се обединија Пиринска и Егејска Македонија. Нема граница помеѓу Бугарија и Грција. Ние сме чирот, надвор сме надвор. Тоа е едната работа. Втората работа. Не ги почнеме преговорите, а ќе бидеме сега под континуирана блокада. А ако ги почнеме преговорите, барк имаме колку толку парички да се крпиме и да се кобајаги да се реформираме. Сега ни едното го имаме, ни другото го имаме. И Господ напомост, што викаат старите. Затоа што го знаеме што мусра е Радев, знаеме чиви ставови застапува, знаеме што ќе бара и знаеме дека ако не уште по нени наметни некои поголеми, сега да ги видам дали ќе бараат преиспитување на договорот и реафирмирање на некои други работи. Ајде сега да ги видам нашиве големи политичари и умови. Тоа не се случи. Посакала шута рогови,
останала без уши. Некои луѓе имаат поголема визија пред некои работи да се случат и не опоменуваа на време да се ги преземе мерките. Ама ние инатот ќе направи ова. 1000 пати го зголемиме бројот на бугари во Македонија, сега уште повеќе ќе го зголемиме. Па понатака што ќе даде Господ тоа. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, се слушаме, да. Добар ден, Исо. Да, повелете. Да, ви благодарам. Тоа не е толку многу битно оваа тема, затоа што не е тоа битно кој победил во Бугарија, битно е дека нас Европа, како што каже еден гледач, не го налага тоа со бугарите да ги ставиме во уставот. Значи не џабе се гледаме кој како победил, а не се ови победил, тој победил, ставаме, не ставаме. Европа не го налага, не Русија, не Бугарија. Значи ние имаме проблем со Европа. Тачка. Него сега сакам нешто да кажам многу побитно и ова да отворите на тема. За фондот на здравство, на бюро за лекови, како и тоа, нели ја прошируваја позитивната листа. Ставени се небитни работи на позитивна листа како контрацептиви, а многу лекови кои се за канцер лекови, како што е андрокурци, протерон ацетат, го нема 5-6 месеци. Ја не знам каква држава е оваа, значи битни лекови ги нема на листава, ги нема воопшто да купиш, а стават контрацептивни таблети. И па имаме кондоми, нека користат кондоми, што сакаат на суво секс да прават, на голо, ја не знам што е работава, значи се овие ќе прават младиве на голо секс за да не останат бремени, логички, а вамо луѓе за рак што се болни, што треба да земаат терапија, ја нема терапија. Ова држава, значи стварно ова ни Д, ни Р, ни не знам натака нема од држава. Ставете го на тема и овој Клековски нека се малку осмисни какви ствари става на позитивна листа, бидејќи битни работи нема, а небитни работи кои е луксус. Се сексов да оправи на голо, па морало контрацептивите да бидат бесплатни. Има кондоми, купи кондоми и тоа е тоа. Тоа секогаш било така. Значи толку се изреволтира кога видов дека луѓе умираат за лек кога немаат од канцер, а овие ќе го прават сексот на голо на терет на државата, на терет на народот. Не знам толку е револтирана. Поздрав до слушање и се најубаво. Чао. Да, благодарам ве, поздравувам. Ајде да се она што е надвор од темата го оставиме за слободна тема или кратко да биде спомнато предложено, но ајде, кога го спомнавте, јасно, до толку повеќе да треба да се постави и дискутира како посебна тема, затоа што еве и вака нафрлено, и тоа како комплексно и дискутабилно, затоа велам треба да се постави во на вистина рамка друга, па да слушнеме мислења токму за таа тема, затоа што сеедно може да се гледа од многу аспекти. Не мора да значи дека ова што велите контрацептиви, има контрацептивни средства и така натаму, односно лекови, терапија, што и да е, дека може да се гледа всушност како неусогласеност. Тоа не значи дека ова што нема за другиве тука дале, ваму не дале. Туку едноставно не е оптимизирано, не е избалансирано, не е усогласено. Едното може да се гледа самото за себе, има ли потреба или нема потреба, но ова што нема за онкологија или за хемофилија и така натаму, диабетичари, на некој начин не е директно поврзано со ова. Исто како и платите, да речеме, платите на функционерите, на судиите и слично. И сега да се дискутира, гледате, тие имат, а народот нема, да, но дали да се намалат нивните плати или да се зголемат на овие другите. Така и тука, дали ова во тие контрацептивни да се тоа елиминира или не, тоа е прашање на одредени анализи. Има ли потреба, нема ли, која е политиката, повеќе детни семејства, планирање, демографски и слично. И зошто е тоа така, ако е така. А ова е друга работа, зошто нема, за она зашто не би требало биде спорно. Онкологија и така натаму. С други зборови, затоа велам, тоа се парцијални работи, зошто нема таму каде што мора да има, ова зошто има таму за нешто друго, тоа си е тема за себе, дали треба да има таму или не треба, дали треба политичарите, функционерите да имаат толкави плати или не, особено во економски кризи, особено кога, не знам, народот, еве, секој ден по 1000, секој месец по 1000 денари поскапа кошнички и така натаму, наспроти нашите економски дострели и слично, односно платата не мрда. Но еве гледате колку веднаш оди време, само ако се фати малку, се загребе
под површината на некоја друга тема. Затоа еве да предложете слично ќе ставиме како тема секако, а да се држиме до ова што ние. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, повелете да. Како вели овој полисмено, се обединија вели Пиринска и Егејска Македонија. Браво полисаец, браво. Кога? Отко остана Македонија без бандерола, тога се обединија. А твојата партија со закон се откаже од малцинствата и во Бугарија и во Грција. Како? Кој се обедини таму? Античките македонци во Грција. Меѓутоа, знаеш како, луѓето си кажат некои работи. Кога станува збор за Бугарија, тоа е класичен пример дека незаслужено кога ќе влезеш во еден ваков сојуз, кај што не си ни идеолошки чист, ќе правиш овие работи. Како сега тој наеднаш на бугарите не им смета прорускиот апла проруски кандидат за председател, а нас одеа накодаше ни светот дека сме проруски ориентирани или дека имало српско влијание овде кај нас во Македонија, а СДСМ има Србин за генерален секретар. Има нешто резон во ова сето? Меѓутоа бугарите си се вртивери, тие нема сојуз во кој што не биле. И сега, ако бегат на ке Русија, тоа значи дека намирисали од Европска унија ќе се распаѓа. Значи тие сепак не били на чисто толку дека ја сакат Европа и Унијата со сите своји правила, него како Тереза Кесовија, она старе љубови со Русија. Така некако ди работата. Меѓутоа Европска унија нека му дума. Од Орбан се куртулија, Орбан друг дојде, што ќе ги уценува на тивко, затоа што многу работи веќе се надзират како ќе завршва војната во Украина. И сега, како да му објасниш новија дека бугарите еднаш беа фашисти, па после тоа се завртија на кај партизаните и комунистите. Така ќе биде и сега. Меѓутоа, за нас, ние изгубивме стартната позиција со тоа што се подпишавме, се предадовме. Ние не влеговме во директен пазар со бугарите за некои наши потреби. Така, ви благодарам. Тоа се даете интересни тези, тоа состојби кои ги поставивте, како сега е во ред, немаат ништо против ЕУ. Од друга страна, затоа и спомнав навистина чувствителното прашање околу воопшто коментирање, значи ние имаме ситуација да практично сето она што е на исток малте не е табу тема, или ако се каже нешто веќе е како човек противник, а камоли, мислам намерно дури и да не е така, иако навистина во контекст на со ЕУ апсолутно, а камоли прагматични односи сега. Во таа смисла, значи во ред нека е пристапот, да, такове, но како сега одеднаш, сега ова не е проблем таму, а тука е проблем ако се едно, економската соработка и така натаму. Воопшто не зборувам за подржување, за дискусија, ова сега воена помош, да или не. Толку санкции, нафта, нафтоводи и така натаму, значи директно на економска. Македонија нема од каде, ние се откажуваме санкции, не земаме руска нафта и слично. И во ред е сето тоа, одиме така. Да, одиме, сите сме натаму. Но потоа, гледате, вака се појавува нешто. И тука одеднаш не е тоа проблем. И тоа на ниво на председател. Сега дали очекувањата се дека ќе функционира во рамки на тој тоналитет на ЕУ, или ќе почне да отстапува. Па ќе почне да ги блокира заедничките одлуки. Од една страна, значи да, заеднички одлуки на ЕУ и се е добро, ние се договараме заеднички, од друга страна, ако некој се спротивставува, тогаш не поминува туку така. Еве му одредена санкција, како со Унгарија. Така да, некако на некој начин тоа е начин на функционирање изгледа. Заеднички носиме одлуки, а ако не се заеднички, па тогаш еве ќе добиеш дисциплинска. Дали е тоа така и како сега ќе функционира Радев? А изненадувачки е секако, она што зборуваме дека 5 последователни имаме 8 циклуси за 5 години и не можат да состават, а сега доминантно дури поддршката младите ја дале.
И тоа е убедливо, со убедливо водство, затоа и спомнав, тој не исклучува да коалицира, вели, со некоја малцинска партија, но апсолутно нема потреба, нема потреба од друг партнер. Што значи дека има огромна поддршка која, велам, ја добил пред се и од младите. Но затоа и спомнав, токму 8 циклуси за 5 години и практично 3 децении од 97-та година вакво мнозинство. Што е, затоа и кажав, 1-2 генерации. Ете ги тие генерации. Очигледно поддршката одеднаш ја добил од нив. Но, а зошто немало во овие изминати 5 години со тие 8 изборни циклуси? Па изгледа немале она што го барале. Затоа не давале глас. Зошто не сте гласале? Па таму биле истите луѓе. Не, ова за нас. Сега се појавил вистинскиот, да, тоа го сакаме и еве. Тоа е индикатор, значи, за расположението. Не дошле од надвор одеднаш луѓе. 8 циклуси, 5 години, ништо. И сега одеднаш. Не било, значи, не е тоа музика за моите уши. Ова е, затоа еве го гласале. Мислам, тоа го покажуваат резултатите. Повелете, добар ден. Расположението. Здраво и сам. Здраво, повелете. Вака сега. Радев нова главоболка не за ЕУ, за Македонија. Затоа што душманите од Запад, а тоа е Европската Унија, душманите на православниот српски и македонски народ, имаат една цел да уништат и православна Србија и православна Македонија, тоа е моje мислење. Тоа го прават со домашни предавници, со многу пари. Гледате, не успеава со шарена револуција во Србија. Целта е да донесат предавници на власт, со многу пари да ги купат, после да отцепат Србија од Крајина, Косово, Војводина, да ги скараат со Русија и Украина и да престане да постои Србија. Нас ни го прават тоа со шарена револуција, ги донесе овие предавници од СДС, за да го смениме името, идентитетски да се уништиме. Договорот е комплетно за историјата да се бугаризира македонскиот народ. И, значи, таа е гранката. Моje мислење е дека никого нема да примат во ЕУ од Западен Балкан. Овие 6 земји додека не ја креираат голема Бугарија и голема Албанија. А дали е Радев или било кој, иста ќе биде песната, само што сега ќе имаме многу повеќе уцени, позачестени, и ќе ни воведат санкции ако не ги ставиме бугарите во уставот, а тоа е почетокот на крајот на Македонија, односно тотална бугаризација. И затоа треба да се бара враќање на името назад и сите предавници у затвор да се стават. Тоа е моето мислење. Благодарам. Ви благодарам, поздрав. До вас, повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, се слушаме, повелете. Дали се на линија? Да, на линија сте во програма, повелете. Сега вака изо. Кажете, Ваша телевизија. И сега ја порувам. Кажете, да. Овој што се јави пред тројца, тој бугаринот, значи, што кажува Вучичевци и србомани, дали е свесен он, ние имаме најдобри односи со Србија. Ние имаме со Србија најдобри односи, барем сега, овие 10 години и повеќе. Значи, од Србија ни земаме зејтин, сирење, млеко, нема што не земаме од Србија. Дали е свесен тој што ги напаѓа србите, а Европската унија треба тие стен да го укине за забрана за вето. Таа ќе земји не признава, таа е на Бугарија и цело време имаме проблеми со тие бугарите. А со Србија да има јасно знање тој што вика Вучичевци и србомани, имаме најдобри односи со србите. И ништо повеќе. И па повторувам, тие стен треба да укине Европа
и со Бугарија да и прекинеме односи репроцитет. Они да и признаат нашите македонци во Бугарија и тоа ги ние односи го отвориме и нашиот устав. А фактички во Македонија нема Бугари. Колку се тие кои нема статистика. И ништо повеќе. И на Милорад да му кажам, кога зборува, да го спомни и Груевски и таа банда неговата расимпличка што Да, истече времето, ви благодарам. Поздрав, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Па сакам да се вклучам во емисија. Да, кажете. Добар ден. Добар ден, повелете, вклучени сте во програма. Гледаш сум од ТТО, добар ден. Да, добар ден, ве слушаме, повелете. Да. Па за изборите сакав. Аха, кажете што мислите. Да. Па вчера имаше прашања од новинари. Имаше прашања во Бугарија, мисли македонска телевизија. Аха. И многу јасно бугарите, мисли луѓе по пат што ги праша. Дека ние сме еден народ. Значи бугари и македонци. Тие го сматрат дека е еден народ. Ве слушам, да, или тоа ли беше? Тоа мислим дека и политичарите во Бугарија кажуваат исто. Аха. Така. Добро, дали имате нешто да додадете или? Да, имам да додавам дека форсирате многу луѓе од овде има во ова држава и албанци. И многу убаво кажуваат бугарите дека ова е едно вештачко створење, Македонија, измислена нација. Добро. Се слушаме ли? Јас ве слушам. Да, добар ден, повелете, вие сте, да, ве слушам. Времето ми отиде. Да, еве го, почнува сега, повелете. Добро. Па вака, прво ова што се случи во Бугарија. Дури е многу чудно е како после 7-8 пати да нема доволен број на гласачи, да биде се тесно тоа и сега одеднаш како го најде клучот господин Радев да добие негде ка 44,8% од гласачите и најверојатно ќе има и мнозинство да формира влада. Меѓутоа, моето размислување е следно. Јас ќе речам вака, ние што ќе правиме? Треба по секоја цена да влеземе во Европската заедница, да нашиот глас тежи исто колку и на бугарите. И тогаш ние можеме да разговараме со бугарите, можеме рамноправно да им се спротивставиме и да кажеме дека да, има во Македонија бугари 3500 души, но во Бугарија има негде околу 2 милиони македонски граѓани кои што не смеат да кажат и не можат да кажат дека се македонци со македонско потекло, но живеат тамо и значи мора да се пишуваат дека се бугари. А ова јас го размислувам вака. Тие во Бугарија има нека 2-3 милиона бугари. Има 1 милион, има роми, има срби, има румунци, има што не, ама најмалце има бугари. И затоа тие го направи ово што се вика нам да не направат. Значи, дијалект на бугарски јазик, дека ние сме дел од бугарите и со тоа фактички значи да се го пополна нивната празнина дека значи цела Бугарија е еден народ. Значи и на тој начин сакаат што се вика да не презат. Тоа нема да им успее, меѓутоа сакале некеле заради те што рекол Ќофа, тежината на гласот да се изедначи и да може да ги бараме правата на нашите македонци. Ви благодарам, ве поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, се слушаме. Се слушаме. Да, добро, одлично е, се во ред. Јас додека дишам, никош нема да запрам да не дишам. Само ќе дишам. Абе, како не се страмат домашниве издајници, ова го прават, никој друг.
Кој може дома да ми дојде во куќата да ми каже во манчата колку сол да ставам? Ова е брука невидено до овие наши неписменјаци, да ги кажам. Па сме им дале да водат држава. Треба да застане да се исправи на прагот на државата. То сме ние, точка. Ако сакате да живееме како што треба, како луѓе, како народ, извол тако, не да ме нема од тука. Овие внатрешни издајници, а без една реченица треба се казнуваат и да се затварат. Тогаш држава ќе направиме. А не само блуат и ни кажуваат. 300 чуда изнесуваат. И бугарите тоа му одговара. Аха, вика внатре, почнува да се пали огон, вика, и ние ќе го подзасилиме. И тука е проблемот. Проблемот е кај нас. Ако партиите, без обзира економски, нека се разликуваат кои се поспособни. Политички за државата да се заштитат. Треба сите партии како еден. Таа партија што не ќе прифаќа за државност, да се исклучи треба. Не е за државата таа партија. За економски реков, кој е поспособен, тој нека ја води државава. А за продавање, за распуштање, за туркање, вамбис, тие таквите подрум. Подрумото излагање нема пред 30 години. Само така држава се чува. Едно зборче да кажи, Тито беше многу паметен, не едно зборче, за поло зборче, камење кршеја по 20 години. Ви благодарам, поздрав до вас. Добар ден, ако имаме време. На крајот сме веќе. Еве, останува да видиме што ќе ни донесе оваа нова промена во Бугарија и дали оваа изјава од Радев, кој смета дека Бугарија, и барем тоа го изјави сега, ќе продолжи да го следи својот европски пат, но додаде дека и на ЕУ и треба критично размислување, прагматизам и реални резултати, дали тоа ќе значи токму и полиберално однесување и за Македонија, или селективен прагматизам. Еве, барем според овие негови зборови, некако се чини дека можеби ќе биде по-флексибилен, по-либерален, дури и од оние кои некако беа и барем по програма некако по-либерални од него. Но, еве, ќе видиме. Во секој случај, можеби ќе имаме и добри изненадувања, како што беше изненадувањето токму Радев, да добие толку голема поддршка. Ви благодарам за поддршката која вие ја дадовте во оваа емисија. Ви посакувам пријатно попладне. Довидување.